Синот на Арнолд Шварценегер, Джозеф Баена, постигна значаен успех, освојувајќи неколку први места на својот прв надпревар во бодибилдинг. 28-годишниот Баена покажа дека талентот и дисциплината очигледно се наследни, освојувајќи први места во неколку категории на надпреварот, што се одржа во сојузната држава Колорадо, пишува Entertainment Weekly. Тој ја сподели радосната вест на социјалните мрежи, објавувајќи фотографија од сцената на која ја истакнува својата физичка подготвеност. Во описот кратко напиша дека задачата е успешно завршена, додавајќи дека триумфирал во повеќе категории, меѓу кои тешка категорија во бодибилдинг и категории за класична физика за почетници. Неколку дена претходно Баена објави фотографии од тренинзите на кои неговиот татко му помага во подготовките. Легендарниот бодибилдер внимателно го следел неговиот напредок и му давал совети за тренингот, нагласувајќи дека мускулите треба постојано да се предизвикуваат. Искуството на Шварценегер е добро познато со оглед на тоа што во текот на својата кариера тој освоил бројни престижни титули на светско ниво. Покрај Джозеф, Шварценегер има уште 4 деца од поранешниот брак со Марија Шрајвер, синовите Патрик и Кристофер и ќерките Кетрин и Кристина. Во јавноста неодамна се зборуваше и за Кристофер, кој значително ја намалил својата телесна тежина. Тој објаснил дека промената била долг процес кој започнал пред неколку години, кога сватил дека вишокот килограми му го отежнува секојдневието и го ограничува во активностите што сакал да ги прави. Легендарниот музичар Брус Спрингстин настапи на големиот протест без кралеви No Kings во Сент Пол во американската сојузна држава Минесота, каде пред повеќе од 200.000 луѓе ја изведе песната Streets of Minneapolis. Спрингстин беше представен на сцената од гувернерот на Минесота Тим Волц, пошто одржа емотивен говор посветен на отпорот на граѓаните кон политиките на администрацијата на Доналд Трамп. Оваа зима федерални сили донесоа страф и смрт на улиците на Минеаполис, но го избраа погрешниот град, порача Брус Спрингстин. Тој ја пофали солидарноста на граѓаните, нагласувајќи дека нивната реакција дала надеж и храброст за целата земја. Во говорот, музичарот спомена и двајца жители на Минеаполис, кои според неговите зборови биле убиени за време на акциите на имиграцијските служби, нагласувајќи дека нивните имиња нема да бидат заборавени. По неговото обраќање, публиката скандираше «Айс, надбор и сега», пошто Спрингстин ја започна изведбата на песната, која напиша непосредно по настаните. Ова беше трет пат Брус Спрингстин да изведува Streets of Minneapolis во живо, откако премиерно ја представи во јануари. Почна снимањето на новиот филм на режисерот Небојша Јовановиќ со работен наслов «И Божана сака чоколадо», копродукција меѓу Македонија, Србија и Молдавија. Филмот е работен по сценарио на Ева Камчевска и Јовановиќ, а викендов стартуваше снимањето на локации во центарот на Скопје. Во актерската екипа се Даниела Ивановска и младиот актер Александар Стоименовски, кој гради кариера во Белград, додека во улогата на малиот Ивица дебитира Дарен Тодевски, син на популарната пејачка Тамара Тодевска. Во филмот играат и Петар Мирчевски, Маја Велјковиќ, Гордана Ендровска, Марија Кондовска и Мартин Ѓорговски. Кастинг директор е Билјана Драгичевиќ, кинематографер Дарио Секуловски, костимограф Жаклина Крстевска, а шминката е на Жанета Димитриевска. Филмот обработува тема за немоќта на општеството да се соочи со сопствените слабости и последиците од неприфаќањето на изборите на другите, а проектот е поддржан од Агенцијата за филм на Македонија.
Една од најпрепознатливите празнични песни на Великден доби нова современа верзија проследена со емотивен видеозапис снимен во духовна атмосфера во црквата Свети Великомаченик Димитри во Скопје. Проектот е реализиран со посебна почит кон традицијата и значењето на празникот, со цел да се задржи автентичната емоција на песната, но и да и се даде нов визуелен израз кој ќе допре до публиката. Видеозаписот е изграден без присуство на ликови, фокусирајќи се на символиката на светлината, свеќите, иконите и просторот на храмот, создавајќи мирна и длабока духовна атмосфера. Во краток период по објавувањето спотот предизвика бројни реакции и споделување на социјалните мрежи, што укажува дека публиката ја препознава искреноста и пристапот кон ова македонско евергрин музичко дело.